Не се ни сомневам дека ова интервју ќе биде едни од моите можеби најексклузивни како за кронисување можеби на оваа 2024 година, ама има уште едни момци кои што вистински ќе ја заокружат годинава и мислам дека ова е дефинитивна година за фикшн. Ако некој ги изнаслуша на радио и ја даде целосната поддршка, тоа можам да кажам дека јас сум дел од таа фан база на културни работници, на медиумски мајстори. И драго ми е што пред почетокот, можеби да речеме некои 20 на минути, можеби пред почетокот на нивниот концерт токму во Станица 26, ги имам овие четворица протагонисти, фантастични момци кои што речиси десетина години пулсираат под едно јадро наречено фикшн. Добро беше ова сега вака, некако како за интро, да? Самите не ги била. Нели, ама и мислам дека сум соодветен репрезент за вашиот мерч вечерва. Да, дефинитивно. Тука се наоѓа една прекрасна дама зад камерите на Телма и вечерва ќе си ги набавиме. Повеќе дами? Ќе циркулираат, така? Да. Тука наши си ни помагаат ептен. Петар, Виктор, Филип и Тео. Тоа се фикшн и момците, како што кажа, во еден корпус, кој ќе вратам десетина години назад од тие гаражни моменти, подготовки во вашата лабораторија, со како рековте, со црната мува, големата мува, така беше нешто? Со сите атрибути што ги носи таа просторија и сите свои убавини. Кој беше Никулецот, кој беше моментот се остварува приказната фикшн? Знам дека тука е мајсторот и за музиката, ама знам дека сите предонесувате поединечно за фикшн. Ако мислиш на моментот кога се креираше фикшн, тоа беше една бура на идеи која бевме у тие години. Конкретно прво свиревме, нели, нормално, јас и Петар и Јади, и јас и Јади, ама никогаш како тројка. Така некако, мислам дека поише спонтано и на другарска база се уклучи тоа и после нормално Тео. Исто кај што имавме сите меѓусебно свирено, ама никогаш заедно, така да. Тоа беше тоа. 2017, ако не се лажаме, вашата прва авторска песна, така некако? Почнува. Излезе 2017 година. Идејата старташе да требаше да снимаме и беше така доста големо, сакавме да снимаме све и тогаш и не имавме можност да снимиме сите инструменти лајв да бидат, значи бубњеви и тие работи све. Само голема желба имавме, ја снимивме таа песна и после понатаму почна да се отвараат некои врати. Имаше моменти кај што и сами си ги кочевме патиштата, значи сами сме се кочели иако некои патишта не биле отворени. Ама свативме после некое време, функционирање заедно и другарување и живење, можам да кажам, дека стварно треба да го направиме ова и дека добро е што се тоа го направивме и што се вика се стегнавме добро и да излезе овој продукт што го имаш моментално во раката. Инаку куклата е многу важен, есенцијален момент на ова студиско издание. Имаме и на сцена, за скоро ќе ја видите и во инсертите. Филип, Тео, сериозно, јас како велам секој пат дека во една атмосфера работна мора да постои меритократија. Секој да си знае каде е според заслуженото. Тоа го говоревме и со момциве. Меѓутоа, претпоставам дека на почетокот, додека се најдете кои сме, што сме, како сме, додека се создаде таа катарза помеѓу вас, веројатно има предизвици. Меѓутоа, дали по 10 години фикшн е на траекторијата која што можеби си ја имавте баш од 2016-2017 година? Мислам дека сега конкретно ги имаме дадено, секој од нас има своја улога во бендот. Да. Некој е како текстописец, да. Некој како текстописец, некој стои зад аранжманите. Темелите ги имаме, секој си има своја. Да, и тео треба реално да кажам дека и некој стои зад инструментите. Така е. И некој мора и да свири. Ќе свириме ние вечерва, да. Ќе го забавуваме народот, ќе дадеме максимум од нас. Иначе најлесниот момент е кога ќе го удриме првиот акорд. Захар поточно ја почиња оваа свирка, овој гикол го почиња. Кога ќе почне тоа, ќе дојде нашиот најлесен момент, затоа што све до сега што направивме ни исцрпи максимално енергетски. Хаотично живееме месец дена и можда и два. Поради логистиката и менаџирање? Со све премногу брзавме, да се заблагодариме на екипата што го нашето CD што го принташе. Фала ви. Све беше дизајнот е на нашата Јана Ѓуревска. И така, мислам, касневме со многу ствари, со некои се збрзавме и едва чекаме да свириме, да почнеме, пошто тоа е најдобриот момент што може еден музичар да го доживее.
ако сериозно ве прашам, кои беа 4-5 артисти кои вистински го имаат тоа влијание врз фикшн, бидејќи знаеме дека во сите овие 10 години, речеси, 70-тите, 80-тите, 90-тите, соул, фанк, гранџот, се беше некако во една фузија. Денес, ако ја прашам сериозно, кои би биле артистите кои што извршија влијание врз фикшн? Chili Peppers, фиксно, мислам, дека Red Hot Chili Peppers, еден од бендовите. Ще сит, Да, Аз сум класик. Fate No More имало да инфлуенца. Депеш Многу Мод, бендови Red се. Hot Chili Peppers, Архангел. Ја тие со тие 4 бидел. Тоа може да застане, да. Мислам, Така е. многу се сепак, ама еве од прилика да кажеме 4 бенда, ако више мора да кажеме некој, нека бидат овие 4. 10 теми, нема да загречам така, 10 ја комплетираат оваа листа на Лавиринт. Некаде споминавте дека го фаќате проектот, јас секогаш велам корона проект. Во тој период календарски многумина знаеа да се затворат дома во своји лаборатории, работилници, да создаваат некакви уметнички дела. Колкав временски период календарски опус има во Лавиринт? Точно 4 години мислам дека има. на едно место. Собрани на едно место. Може би малку повеќе, ама 4 се сигурно. Да. 4 се сигурно. Најстарите теми се осеќаат во албумот кој сме, се осеќа прогресот, кои ни се нови. Не би кажал кои се нови, кои се стари, интересно ми е да видам што мислат луѓето, ама да, 4 години календарски. Ако ве прашам, малку е неблагодарно, ама дали поделени сте по омилени мелодиски линии, која ви е најмилена песна или сингл од албумот? Ако ве прашам? Прашање Секој си има секоја. Мислам, Јас кажав, фаворитот мене се уште мисле, веројатно не знаејќи. Искрено, не За знаејќи мене- Лавиринт беше биден. за мене е исто Лавиринт. Се уште ми, не знам, има нешто песната, се уште ја слушам константно песната. Тео, вас? Мене Зрак ми е искрено фаворит од цело. Многу ќе боли да речам дека не знам која ми е била или не. Сите ти се. Не, има една песна која што највише уште од кога ја искомпонира Виктор. Кажав дека знае да ме погоди посебно здив е таа песна. Да, со неа и завршува албумот. И има таа песна пројде исто низ некои верзии, исто како и песната Булевар. Втора омилена ми е за лайф ми е Булевар и тоа е тоа, пошто таа верзија не е ни излезена во јавноста, е само лайф Еве, верзија. јас смеам да кажам дека Булевар беше снимена во екот на пандемија, па сите некако придонесувавте од своји соби да се донесе звукот. Булевар уствари не е у пандемија. Лавиринт е у пандемија. Да. И така испада некако во изолација. Да. Краток период претрпе многу промени. И аранжмански промени, верзии на песната и така натаму и така натаму. Пред да ве пуштам на тонските проби, пред да започнете, уште нешто само на крај. Убава година е, сериозно ви е убава годинава, пред се заради студиското издание, ама јас Исто да има уште еден албум. види, никогаш не се знае, знаеш како без очекување нема разочарување. Рекеа да пукне корона, пак мислам дека ќе има. Меѓутоа, чинам дека нема да имам премногу запирки во фикшн, туку напротив ќе има 3 точки кои што ќе бидат продолжение на приказната и ќе се Лични си ќе има во фикшн, од сега па на тоа мислам дека е јас. сериозно имате веќе во архива и дури нови Те и многу готови песни што не се изглезени, многу ствари. Многу ствари се на површина, ама ето, чекаат подобри денови. Инаку, знаете, на неколку пати на настапи се гледавме годинава, се дружевме и така натаму и сериозно ја почувствував вашата вистинска фан база на слушатели и конзументи. И кажав и уште еднаш ќе повторам дека вие сте можеби не тенденциозни, ама станавте влијателни бренд кој што можеби и не го очекувавте. И вистински бренд станавте и ќе ви го посакам тоа искуство вака да го нижете низ следните децении кои што доаѓаат. Ако прашам каков музички опус слушаме во Лавиринт, ако еве кажав 70, 80 и 90 беа во претходните синглови изданија, овој пат? Овој пат се движиме кон истото, меѓутоа сепак мислам дека имаме направено фузија од сите наши влијанија и мислам дека сме барем ако не веќе тоа сме на пат да креираме еден свој поджанр, можеби, ако не нескромно би звучало, ама мислам дека сме на добар пат да го постигнеме и тоа. Не знам, сигурно ме прашале дали ќе има колаборации со женски вокали, се други артисти, бидејќи дека се случува миксови на и пак ќе кажам, така некоја симбиоза помеѓу артистите го забележуваме како една убава експанзија. Тео ми е молчалив, од таму ќе почнеме.
Тео, која е твојата омилена пејачка со која сакаш? Да ја кажам, Викторија Лобо ми е омилена пејачка. Искрено. Тебе? Немам омилена пејачка моментално. Стварно. Не ми текнува вака. Пејач? Од македонски е? Петар Ѓуревски прв нормално, ама Тоа е. имам песна со него. Добро, добро. Не, сериозно, ќе има момци нешто, размислувате за колаборации? Ние сме биле секогаш расположени за фичеринг ствари. Значи, дали ние да гостуваме на нечија песна, дали некој да гостува кај нас. Може да ни се обрати секој што мисли дека можеме да извадиме заедно добар продукт, нешто интересно, нешто добро. Портите се отворени, адресата ја знаете, фикшн. Да, може да се обрати комотно кој да мисли дека можеме да направиме нешто интересно, макар и во сосема различни жанрови да бидеме. Така и најчесто испаѓаат најубавите работи. Најубавите колаборации, миксови. Именно. И само за крај, со оглед на тоа дека сигурно ќе се бара некако малку поголеми хоризонти да доживее, нели, и лавиринт на фикшн, се надевам дека ќе инфраструктурата ќе ја поставите, можеби да имате и неколку концерти 2025. Не зборам, нели, за да речеме за оние open air фестивали и така натаму, туку конкретно можеби и оние културни центри и посета на други градови. Дали имате таква идеја? Да, сигурно, почнуваме уште од вечерова, па идеме надале. Составница 20. Имаме више настани во Косовска Митровица, се навуваат и во Србија, Скопје, така да ќе биде интересна година. Интересен Да период. чукнемо дрво. Во главала ќе видите. Ќе се свири многу поише него што ќе се снима, мислам, нека периодов. Поише лайв ќе има настапи. Што мене ми се свиѓа секој.